Јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар Скопје денеска реализираше поставување на нови информативни табли со современ дизајн и вграден код кој овозможува едноставно и брзо плаќање на паркинг услугата со платежна картичка. Во рамки на напорите за дигитализација и модернизација, предпријатието денес започнува со замена на сите информативни табли со нов, модерен дизајн, како и поставување дополнителни табли за подобра информираност и полесна ориентација на корисниците. Новите табли содржат јасно означени податоци за зоните, тарифите и начинот на плаќање, а кодот овозможува директен пристап до безбеден систем за електронско плаќање, без потреба од најава, регистрација или испраќање на SMS порака, соопштија оттаму. Со едно скенирање, корисниците можат брзо и удобно да ја извршат уплатата, што представува чекор напред во модернизацијата на услугите за паркирање во општина Центар, информираат од локалната самоуправа. Овој проект е дел од континуираните активности на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар за унапредување на јавните услуги, подобрување на искуството на корисниците и воведување на иновативни дигитални решенија во интерес на граѓаните и посетителите на Центар. По традиционалното есенско садење и зазеленување изминативе денови, вклучувајќи и денес во општина Карпош, се засадуваат нискостеблести жбунести растенија, информираат од локалната самоуправа. Садењето се врши на повеќе локации на територија на Карпош, вклучувајќи дел од улицата Бледски договор, дел од Лептокарија, кружниот тек кај училиштето Ѓорги Димитров околу трговскиот центар Порта Влај и на други места. Во организација на секторот екологија и енергетска ефикасност во рамки на есенското зазеленување беа насадени 160 стеблести дрвја ширум Карпош. Овие денови дополнително се збогатува просторот со уште 580 нискостеблести дрвја од видот на Бухос, Юниперус, Нандина Принус Чембрес и други. За оваа намена од општинскиот буџет велат дека издвоиле 1.200.000 денари, известија од општина Карпош. Екипи на јавното предпријатие улици и патишта Скопје започнаа со градежните активности од првата фаза за поставување на светлосна сигнализација на крстосницата од улиците Васко, Карангелевски и Ангел Димовски во населбата Аеродром. Работните активности се изведуваат по налог на град Скопје, односно согласно основен сообраќаен проект за воведување на светлосни сигнали на оваа крстосница, донесен од град Скопје и според долгоочекуваната согласност од Министерството за внатрешни работи, велат од улици и патишта. Во оваа фаза се врши рачен и машински ископ на земјен материјал за поставување темели на семафорски столбови и ископи за спроведување на електричната инсталација. По завршувањето на градежните работи ќе следува монтажа на семафорската опрема и сигнализација, информираат од предпријатието. Со поставувањето на новата семафоризирана крстосница ќе се подобри и проточноста на сообраќајот, значително ќе се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот во овој дел од градот, велат оттаму. Вчера во СВР Скопје е пријавено дека на улицата Перон Наков во Скопје 11-годишно девојче било прегазено од патничко возило, пошто возачот избегал од местото на настанот. Како што се наведува во полицискиот билтен, вчера во 20:30 часот во СВР Скопје е пријавено дека на улицата Перон Наков во Скопје патничко возило удрило во 11-годишна малолетничка од Скопје, пошто возачот со возилото го напуштил местото на настанот. А во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Се превземаат мерки за пронаоѓање на возачот и за целосно расчистување на случајот. Општина Ѓорче Петров има балкански шампион во таеквондо. Нашите млади херои Огнен Лазески и Маријан Јандриовски се враќаат во Ѓорче Петров со блескави медали од Балканското првенство во таеквондо, одржано во Дупница, Бугарија. Огнен Лазески е балкански шампион, сподели градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Маријан Јандриовски го освои третото место, потврдувајќи дека младите спортисти од општината се иднината на македонското таеквондо. Ѓорче Петров има сила, талент, има шампиони. Продолжуваме да го градиме спортскиот дух на нашата младина, порача првиот човек на Ѓорче Петров. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја